Наместо поддршка блокада, СДСМ се обидува да го блокира заемот на Македонија од Унгарија кој на име трошоци чини 12 до 20 пати помалку од она што претходната власт предводена од СДСМ и ДУИ го плаќала на сметка за исти трошоци, потенцира премиерот Христијан Мицкоски. Тој веле дека обвинувањата за некакви високи провизии се неоправдани, бидејќи станувало збор за адвокатски трошоци кои се нормални за секој ваков договор, но биле многу поевтини од она што претходно било плаќано. Според него, од опозицијата тоа било и очекувано, бидејќи кај нив постоел страв дека со директна помош кон граѓаните, власта ќе добиела политички бенефит. И тоа е за адвокатски услуги, така натаму, процес кој што е стандарден за ваков тип на заем. Направив анализа колкава провизија плаќала владата на СДСМ и ДУИ во периодот кога таа се задолжувала преку емисија на државни обврзници на меѓународниот пазар. И таа провизија, тие што ја плаќале, се движи од 12 до 20 пати повеќе од тоа што ние сега како адвокатски услуги го плаќаме за овие 500 милиони. Ке повторам, од 12 до 20 пати. Вистинската намера на опозицијата е стравот, бидејќи ако овие средства се вложат на начин на кој што планираме да ги вложиме, ние ќе добиеме политички бенефит од се тоа и на тој начин, преку реализација на проектите во општините и поддршка на бизнисот, конечно, после долго време застој и уназадување, државата ќе почне да чекори напред. Од СДСМ потврдија дека ќе го кочат носењето на законот со кој власта кажа дека директно ќе ги помагаат општините и компаниите во Македонија. Лидерот на социјалдемократите Венко Филипче кажа дека нема да го стават на комисиска расправа во комисијата со која председава Сања Лукаревска, бидејќи не им се допаѓало што треба да се изгласа по кратка постапка. Со носење на овој закон во скратена постапка, целта на владата е јавноста и граѓаните да бидат лишени од можноста детално да слушнат што се крие за тоа задолжување. ВМРО ДПМН го скрати правото на дебата и вклучување на експертската јавност во процесот на носење на самиот закон. Ова јасно упатува на заклучокот дека владата има многу што да скрие во овој закон. Според Мицкоски, ова е очекувано бидејќи опозицијските партии сакале да ги блокираат овие финансии кои директно треба да им помогнат на граѓаните. Опозицијата, претпоставувам, Левица, ДУИ, СДСМ ќе се обидат, дури мислам дека и на недемократски начин да ја обструјат работата на комисијата, но нашата задача е да го зачуваме достоинството на институцијата и да обезбедиме средства за развој, за компаниите и за општините. Македонија со Унгарија договори кредит на 15 години со фиксна камата која изнесува 3,25%. Кредитот ќе се отплати на 24 полугодишни рати на 15 февруари и 15 август секоја година.